Гостиварци велат дека состојбата со епидемијата предизвикана од загадената вода се смирува и дека ситуацијата постепено се враќа во нормала. Откако беше дадено зелено светло, водата да може да се користи за техничка употреба, очекуваат во текот на оваа недела водата од водоводот да може да се користи и за пиење. Këta zvistranë që vinë shtajnë nuk din a pijet a nuk pijet. Do ta nalin qeshmin, a mos e kanë nalë. Qa japi me? Vallahi thënë se do të ketë ai minjere, të kudi unë këtë jasën, do të ketë, kudi unë. Qashtë? Normalitet, si ishte ajo 2 javë. Për më normalitet këtë. Но кога точно водата ќе може да се користи и за пиење, се уште не се знае. Запрашан за ова, премиерот Христијан Мицкоски изјави дека во овој момент водата останува само за техничка употреба. Зошто? Затоа што сега веќе во инсталацијата ги нема оние фекални колиморфни бактерии, како што се нарекува, но се појави една нова резидуална бактерија која што во инсталациите е присутна поради тоа што долго време тие не биле користени, а сега со прочистување на истите и со хиперхлорирањето се појавува во самите инсталации. Очекувам и овој предизвик да биде надминат. И откако тој предизвик ќе биде надминат, тогаш очекувам конечно да се одобри таа вода и за користење, односно за пиење и за готвење. Во последните 24 часа во болницата во Гостивар се јавиле 71 пациент со симптоми на труење и болки во стомакот. Министерот за здравство Сашо Клековски изјави дека бројот на пациенти е во опаѓање, што според него е резултат на подобрувањето на квалитетот на водата во водоводната мрежа. Тој додаде дека и во нормални услови во текот на летната сезона може да има околу 50 до 60 пациенти дневно, бидејќи не сите граѓани ги почитуваат здравствените упатства и препораки. Искуство од пострадашни епидемии, пандемии и дека некои луѓе се дисциплинирани, некои луѓе не се дисциплинирани. Меѓутоа, оно што за мене укажува падот на 71, кој во основа Гостивар би го имал во нормален месец, условно да кажам, во нормален месец би имал 50 на 60 пациенти кои имаат стомачни тегоби, е резултат на веќе на соодветниот третман на водата и како таа станува подобра, така ќе се намалува бројот на случаи поврзани со водата. Да подсетиме, водата во Гостивар беше загадена откако во употреба беа пуштени 3 пумпи од надворешен канал. Поради овој случај беа приведени директорката на јавното комунално претпријатие во Гостивар заедно со двајца нејзини соработници. Кризата го достигна својот врв на 14 јули, кога во градската болница лекарска помош побара околу 600 пациенти со болки во стомакот, диареја, повраќање и висока температура.